Прво, Васил не е дете кое што консумира некоја си дрога, ниту е наркоман, ниту е алкохоличар, ниту е, не знам, со некои лоши, да речам, карактерни вредности и карактер кој што прави зло во општеството. Кога ќе фатиш лошо друштво, едноставно се пуши трева и тоа не е една стигма и една, да речеме, тоа е јавна тајна до некаде, бидејќи секој втор тинејџер пуши марихуана во Скопје и во Македонија, затоа што злото е дозволено и таа дрога се шири како буквално продавање смоки. Значи, да не ги правиме нештата од влакно руно, затоа што реално тинејџерите, секој, да речам, втор, трет тинејџер го прави тоа. Друга работа е што заради, замислете која неправда па тој ја има искусено во целата оваа приказна, значи детето кога бил претходно наводно фатен со дрога, всушност не бил тој фатен со дрога, туку биле фатени значи некои од неговите другари кои што дилале дрога. Ниту пак продавал дрога, бил директно фатен за тоа, ниту па имал станови, значи ништо од тоа не е вистина. Не знаеме ни кој ја измислил таа невистина. Она што е интересно е што тој, кога ги фатиле неговите другари со дрога, тој не бил во Скопје. Значи тој бил на одмор во Охрид и него фактички му се јавиле по телефон и така го повлекле. Некој од другарите него го има наместено, тоа е злото, значи тоа е сатаната. Таму кружи сатаната и те мести на крај ќе те оштети. Поготово ако си ти духовно, да речеме, по насочен или имаш фамилија која што има такви вредности, а во случај се работи за таква фамилија која што духовно е запознаена, значи со духовни вредности и затоа злото сака да ја уништи. И дечково, замислете, лежи 4 месеци притвор за нешто што воопшто не го направил. Но сето тоа му се зема како тежина во оваа приказна и го прават наркоман, продавач на дрога, не знам, и монструм, убиец кој што шетал слободно на улица, а врска нема од сето тоа. Значи, гледате, невистините кои што ќе се рашират, уништуваат човечки живот. Значи, тоа е тежина, не знам дали некој од вас може да ја почувствува таа тежина која што на своја кожа да може да ја искуси. Да знаеш дека си осуден и јавно линчуван за нешто што не е вистина. За жал, оваа приказна е толку многу изопачена, толку многу упропастена, што дури е невозможно да се поправи сето ова, а последиците ќе ги живее Васил. Злото живее во ова општество и медиумите се најголемото зло кое што апелирам, значи луѓе одлајкнувајте ги, одследувајте ги, не читајте, стискајте, има десно дугме каде што има точки, значи притиснете блок this site, значи блокирај страната, хајд, значи скрија страната, значи тргајте ги, не ги читајте, тоа се индивидуи кои што едноставно на нечесен, неморален начин тргнале да прават нешто, да работат нешто само за да живеат од нешто, газејќи преку лешеви, не согледувајќи со духовни очи дали ова ќе служи или нема да служи на луѓето. Со умисла само да заработам пари, со умисла само да ми се зголеми страната со повеќе лајкови, со повеќе следбеници, со умисла само да живеам за лајк, за што повеќе следбеници, а при тоа да уништам многу животи и многу денови кои што требале да бидат со една позитивна и убава енергија, со убави информации, а биле уништени толку денови и толку време трајање од животите на луѓето со искривени негативни информации, ширење на зло, на негативна енергија и деградирање на целосната општествена хармонија, бидејќи енергијата на луѓето се живее, значи тие доаѓаат во физички контакт меѓусебен и тие ја споделуваат таа енергија.